Како што можете да видите и денеска се видно беше присуството, се чувствуваше притисокот кој што го имаат судиите по секоја цена, со кршење на правата на обвинетите да ги тераат случаите и да ги завршат што е можно побрзо. Имено денеска ни беше кажано дека, барем што се однесува до мене, дека ќе имам само еден ден, и тоа не цел, 3 часа во тој ден, да можам да прочитам десетици илјади страни што ги испратило СЈО, од кои што претпоставам сите или најголем дел се нерелевантни, но мора човек да ги прочита за да знае што во нив има. И на тоа судијата немаше одговор и кажа дека тоа е неговата одлука без да даде аргумент, бидејќи очигледно тоа е под жесток притисок. Жесток притисок да во овој период се зборува за овие случаи, наместо да се зборува за клучните теми во државата. Впрочем, ако ги погледнете агрегатите, например, ќе забележите дека денеска прва вест е Титаник, а втора вест е името. И тука можете да најдете смислата и политичкиот моментум за целиот овој прогон, за целата оваа хајка што се прави и за инсистирањето да секој ден има рочишта и секој ден се бидеме малтретирани без да ни се даде право воопшто да се подготвиме во сите овие случаи, се со цел да се покријат одредени политички случувања во државата, поврзани и со името и со други настани скандали кои што секојдневно се случуваат. Така што од тука е на иста линија и трендот на обвинување за се и се што кон мене. Ако можете да забележите, сега е модерно во тренд е за се и се што јас да бидам обвинет. Вчера забележав дека бев обвинет односно беше кажано дека не сум одговарал за конфликтот во 2001 година. Значи не се бара одговорност за некој што го направил конфликтот, туку јас не сум одговорал затоа што сум бил еден од членовите на владата. Или да речеме, тоа беше од Владимир Мирчев, ако не се лажам вчера, или да речеме имаше друго во некоја друга конотација ме спомнаа за она поетска книга за млади и таму најдоа некаква конотација дека најверојатно јас и за тоа сум виновен. И за други работи, значи дневно по 2-3 работи смислуваат некаква вина за да се збори за тоа, а да не се зборува за реалните проблеми со кои што се соочува државата, реалните апсурди и грешки што секојдневно се случуваат на Македонија од страна на владата. И во тој контекст се и сите овие притисоци на судот да води едни брзи постапки со кршење на правата на сите нас и по секоја цена да бидат тие, дури кога е тоа апсурдно, дури кога немаат аргументи, да се водат едни брзи постапки.